Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва, почитувани слушатели, емисијава ќе ја посветиме на големата љубов помеѓу таткото на турската нација Мустафа Кемал Ататурк и македонската влајнка од Битола Елина Каринте, чиј роден ден на Ататурк е на 12 март. Исто така ќе дадеме и прилог за празникот Свети Харалампие, кој е на 23 февруари. Но на самиот почеток еве и една жална вест. По кратко боледување, на нејзината 84 годишна возраст почина нашата сонародничка Лена Мариовче од село Арменоро Леринско. Смртта на нејзиниот сопруг тели и ја откина нејзината радост. Едноставно, како тели и да се брзаше, да сакаше што побрзо да му се придружи неговата сопруга кон него. Ова наша сонародничка, која со нејзиниот сопруг тели, уште со самото доаѓање во Канада беа активни кон македонската комуна, беа едни од групата кои дадоа финансиска помош за изградба на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, но и активни во организацијата Обединети македонци. Лена Мариовче замина во светот на вечноста, но спомените за неја остануваат кај најголем број на наши сонародници, а поготово нејзините најблиски. Синот Пол, ќерките Мери, Френцис и Софи со фамилиите, внуците Николас, Џордан, Тейлер, Ерес, Александра, Шан и Индија, правнучињата Џија и Ари, како и братот Џими Петру со својата фамилија, кои вечно ќе ја жалаат. Лена, нека ти е лесна земјата, а на твојата фамилија сочувство за тебе и благодарност за донацијата. Story
Инаку, четврток е на 23 февруари, празникот Свети Харалампие. Нека секој оној кој го носи тоа име, нека му ја честито и вечно, а посебно честит имен ден на нашиот драг пријател Хери Петрев. Повелете во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото, но ние да одиме со прилогот за Свети Харалампие. Свети Харалампие е христијански светец и маченик од 3 век. Овој светител бил епископ во Магнезија и пострадал во својата 113 година, кога настанало прогонувањето на христијаните во времето на царот Септимий Север. Старецот Харалампи продолжил јавно да ја проповеда Христовата вера. Осуден на смрт и изведен на губилиште, Свети Харалампи ги кренал рацете кон небото и му се помолил на Бога за сите луѓе. Пострадал во 202 година. Неговото тело го зела Галина, царската ќерка, и честно го погребала. Православната црква неговиот ден го честува на 10 февруари по јулијанскиот календар, а по григоријанскиот на 23 февруари. Уште еднаш нека бидат честити минијата на тие што го носат ова име. Инаку, женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Ирина Карулас и ова година се погрижи да го одбележи меѓународниот ден на жената 8 март, но овој пат на 9 март со почеток од 6 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски со богат банкетна песна и веселба со богата вечера која чини $65. Вечерта ќе разубави познатиот солист од Македонија Ташко Карамфиловски со оркестарот Evergreen, а за влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451 или до Ирена Карулас на 416-560-2149. Инаку, како што реков, почитувани слушатели, вечерашна наша емисија ќе посветиме на Мустафа Кемал Ататурк, на човекот која креира турската држава за да биде Република Турција со свој сенат и со парламент. Вечерва покрај неговата кратка биографија ќе се задржам на љубовта негова со битолчанката Елена, македонка Влајнка, кој навистина е кажано како да се Ромео и Јулија од Балканот. Па еве да отпочнеме. Како што ви е познато, додека Германија, Англија и Франција, како и Русија, за време на Отоманското царство успеа да формират во 19 век многу држави во Европа, исплашени дека ќе се појави и Третата Македонска империја, па затоа етничка Македонија ја оставија на милост и немилост, односно и понатаму да биде под Османлиското царство. Што значи 550 години окупирани од османлиите, но затоа пак Вардарскиот дел, Пиринскиот, Егејскиот, па и цела Албанија, која тогаш беше дел од Македонија, остана под робство на Отоманското царство. Како што знаете, Грција беше формирана 1832, односно официјално 1835 година, Бугарија 1878, Србија 1815, а Албанија 1920 година. Меѓутоа, во времето на Отоманската империја, македонското христијанско население веќе претрпе многу зулуми, убиства, колежи, силување на жени и девојки, грабање на машки мали деца кои ги носеа во Цариград и ги правеа јаничари, ги потурчуваа, па дури и имињата им ги менуваа за да заборават на нивните родни места и нивните родители, но некои пак се сеќаваа. Така да некои од македонското население, за да не трпат такви зулуми, од христијани ја менуваа верата, стануваа муслимани, а некои пак девојки па и жени стануваа анами. Chari, oh da
отоманско време во градот Солун во 1881 година се роди Мустафа Кемал, син на Али Риза Ефенди, чие потекло му е од село Коджаджик, Дебарска околија во Република Македонија, и мајка Зубејде од Голубрдо. Инаку и двајцата потеклото на двајцата се од македонци муслимани или како што ги викаат торбеши. За жал, некои од албанските историчари сакаат, како и мајка Тереза па и Скендербек или Ѓерџи Кастриоти што ги присвоија за нивни, така сега кажуваат и пишуваат дека таткото на Мустафа Кемал наводно е од албанско потекло, иако рековме дека во времето на Османлиското царство многу македонци станаа муслимани, за да потоа некои се нарекоа албанци, се разбира по формирањето на Албанија во 1920 година. Во ова дебарско село се идентификуваат некои со турско потекло, а некои македонци муслимани. Така да тука нема никаква дилема, чисто и јасно го кажувам ова. Инаку Мустафа Кемал, кој подоцна ја добива титулата Ататурк, од мал сака да оди на војна академија, но мајка му сакала да го пушти на веронаука, што за кусо време посетувал часови по веронаука. Потоа сакал да го пушти на трговско училиште. Таткото му умира кога Мустафа имаше само 7 години. Мустафа тајно се запишал во основното војно училиште во Солун во 1893 година, а во 1896 се запишал во средното војно училиште во Битола и останал во Битола цели 4 години, за да потоа дипломирал во Цариград, денешен Истанбул. Додека бил во Битола како ученик, во тоа време, одејќи по широк сокак на балконот од битолските куќи, била излезена на балконот убавата Елена Каринте, ќерка на угледниот бизнисмен Ефтин Каринте. Погледите на двајцата нив им се впериле еден врз друг, што уште на прв поглед се јавила големата љубов во нивните срца. Еден ден, токму пред Великден, кога нејзините родители биле во црквата Свети Димитрија во Битола, Мустафа Кемал, не можејќи да издржи неговото срце, отишол во куќата на Елена и со цвеќе во раката и тропнал на вратата. Цвет? За цвет. Носите цвет? Носам. Татко ми само што не дошол. Прв пат имам прилика да говорам во ваше присуство и полесно ќе ми беше да војувам на 3 фронта, отколку да се соочам со вашите прекрасни очи. Кога видов на балконот, како наместо во смотрата гледате во мене, заборев на се. На мојата униформа, на султанот, на се. Останаа само вашите прекрасни очи и мојот очај, што не сум до вас. Немојте, питомецо Кемал, немојте, многу е. Малку е. Можам и повеќе, можам да го разнишам светскиот поредок. Само ако знам дека и вие не сте рамнодушна кон мене. Питете ми жена. И се во животот. Сакате кафе? Ке сакам тебе. Локум? Тебе. Ни кафе, ни локум. Ни кафе, ни локум. Те сакам тебе, Елени Каринте. Те сакам како што никој никого никогаш не сакал. Мој драги Боже, вие сте тучин. Татко ми никогаш нема да се согласи да ја даде мојата рака на тучин. Но мојата љубов кон вас е искрена. Татко ми ја вети мојата рака на еден богат солунски трговец кој има 900 дукати мирас. 900? Евет? Јас немам 900 дукати. Но можам да го освојам светот само за вашите прекрасни очи, мадмуазел Елена. Но срцето на Елена не можело да го одбие Мустафа, па решиле двајцата да побегнат и останале цела ноќ сокриени, љубејќи се и бакнувајќи се со аманет, никогаш да не се разделат. Меѓутоа, нејзиниот татко Ефтим Каринте успел да ги пронајде. Ја зел од раците на нејзиниот сакан ќерка му Елена и со ќотек и шамари ја затворил дома. Во тоа време, како
богат трговец, купил куќа и во Лерин, каде што ја држел таму цел месец, но исто сакал да ја омажи, а таа отворено му рекла на тој што сакал да ја ожени, дека него не го сака и никогаш нема да го сака. Со тоа, таа никогаш и не се омажила. Мустафа Кемал, кој таа година веќе уште 2-3 месеци го завршувал средното војно училиште, ја изгубил секаква трага изгубил од Елина, зашто никој во Битола не знаел ништо за неја, така да потоа заминал за Истанбул да продолжи со школувањето, односно со учењето. Во 1910 година учествувал во маневри во Франција, тогаш кога беше и младотурската револуција, потоа во 1911 година бил испратен во денешна Либија за да се бори со итало-турската војска. Но со избувнување на балканските војни во 1912 и 1913 година, тој се враќа во Истанбул. Во првата балканска војна се борел со бугарската на Талиполе и Тракија. 1914 година пак назначен е за полковник, а со тоа 14 година започнува и Првата светска војна. Да спомнам пак за тоа дека во 1913 година како дипломат доаѓа во Бугарија и во касино во Софија ја сретнува Димитринка Ковачева, која што туку дошла од завршените студии во Швајцарија, а нејзиниот татко бил генерал Стилијан Ковачев, инаку поранешен министер за време на Балканските војни. Со одобрување од нејзиниот татко, Мустафа и Димитринка секаде оделе заедно, дури и на балови, односно валцеви. Мустафа решил да ја земи Димитринка, но
кога дошло ред да се каже околу религијата, тогаш низиниот татко забранил таа да биде муслиманка, па така се прекинала нивната врска, иако тајно и понатаму се сретнувале, а потоа отпочнала Првата светска војна, како што реков, од 1914 до 1918 година, каде тој мораше да замине во војна. Димитринка се омажила за Дејан Дејанов, адвокат, а Мустафа Кемал, како што реков, сите траги од битолчанката Елена Каринте ги изгубил, иако таа му била незаборавена љубов до гроб. Се пишува дека Димитринка му била најголемата љубов и наводно тој рекол дека љубовта му останала во Бугарија. Тој навистина ја сакаше Димитринка и сакаше да ја ожени, бидејќи за Елена ништо не знаеше што се случи, но повторно да кажам дека љубовта помеѓу Елена и Мустафа беше поголема од се и не случајно беа наречени балкански Ромео и Јулија. По завршувањето на Првата светска војна во 1918 година, Мустафа, неговата цел било да создаде организирано национално движење против окупаторот, изјавувајќи со неговите блиски пријатели дека независноста на земјата е во голема опасност, така да тој поднел оставка од отоманската војска и тогаш отоманската влада го затворила и бил осуден на смрт. Успел да излезе од затвор, а потоа со договорот од Лозана во јули 1923 година се ја формира, односно ја креира државата Република Турција. Тоа на 29. октомври 1923 година, како економска, финансиска, правна, војна, културна, со свој председател, со свое собрание или парламент. Кемал Ататурк во однос со надворешната политика одел со мотото «Мир во Турција и мир во светот». За време на неговото председателствување на мирен начин биле решени многу надворешни прашања. Отворил многу фабрики за приватен сектор и развивање на индустријското производство, многу државни фабрики за земјоделство, машини и текстилна индустрија, но и безброј училишта. Овој турски офицер, револуционер и државник, основач на Турската република, како нејзин прв председател, што подоцна ја добива титулата Ататурк, всушност го отстранил Отоманското царство, направи трансформација на современа демократска и секуларна држава, односно држава каде религијата ќе биде одделена од државата. Им даде демократија на жените, но им ги извади и фереџињата на заболените турчинки, така да официјално Република Турција беше прогласена, односно низината прокламација беше на 29. октомври 1923 година со главен град Анкара. Но пред тоа, на 29. јануари 1923 година, Мустафа Кемал се ожени за Латифе Ушакл-Гил, но по 2 години се развеле, а немале деца. Меѓутоа, тој потоа имаше и љубовница, па потоа и друга љубовница. Тој присвои 7 или 9 деца. Едното од нив е Сабиха Гокчен, земена или адаптирана доброволно, дадена од низините родители кои биле по потекло од Босна. Сабиха подоцна стана и авијатичар. Во тоа време битолчанката Елена Каринте дознава дека Мустафа Кемал Ататурк се оженил. Па еве што кажува. Морам да се омажам затоа што ми стекувал и ми чукал биолошкиот часовник. Навечер моето срце плаче со крвави солзи. Секој ден се надевам дека пак ќе те видам. Дека еден ден ќе бидеш само мој, дека само со мене ќе останеш за секогаш. 3 години стана, како ме зафана, лудо да ме мачи, твојата љубов. 3 години стана, како ме зафана, лудо да ме мачи, твојата љубов. Ако не те земам,
Tako vam, Mustafa! Tako vam! Zašto bi me napravio ovak? Mi veliki Mustafa! Kako ja te čekam? Da bi od bogato i poznato semejstvo zaštulovalo v zdravstvo, zborovalo francoski, anglski. Mnogo se jaz sakam. Jaz sakaš mi. Jaz sakaš mi, Mustafa. Da ne sakaš toliko, koliko što jaz ne sakam tebe. Da li da znate ka ovdje postoji nekoja koja si ga potreši cijeli život, cijela ta mladost za čovjek što koji je bila samo jedan den. Da li ta znaje za mene? Da li si ih kažao? Da li ih kažao? Da nije istina ovo što zboruvat. Sekoj den se gledam na ogledalo, Mustafa, sve što se gledam. I sekoj den boli. Boli koliki si go vidim moje doma od prst prazen. Prazen je, Mustafa. Mnogo maži sakla da mi imat. Mnogo maži me nema. Me nemaše ni ti, Mustafa. Te nemam ni jaz tebe. To mnogo boli. Boli ovde. Boli. Mislim da ga je poludo. Sekoj den pišem vam datum i na livčinje prvo ono štrepka. Ne mislim nekak se vratiš na datum što sam ga izvekla. Koga to nema da se sluči sa vidom postorno. Se obrekam sa tvojето ime na nekoj nepoznati maži. I bilo mi svine da se prepoznam. Sakam da ti go spomnila minuto sekoj den. Kolike se razbudam, kolike legnem, kolike god imam ruče. Kolike sam nervozna, kolike sam srećna. Sekogaš. Sve ušte ostare pa samo crtam v venčanici. I sakam jedna od njih da je doslovna naša venčanka. Sakam jedan den da si na tvoj rodnini prijatelj i da im kažeš da ga samo ja sam ljubav ta na tvoj život. Zašto se oženi, Mustafa? Ne te sakam tako ko što ja te sakam tebe. Takva nema da se rodi, takva nema da sretneš. Slušam tega tamo v Turcija, mnogo te saka, ti mnogo te počutuva. Tega sekaj saka da je v tvoje prisustvo. Pa nekoga sem upirana, da si me zaboravil. Kaži mi, kaj nisem me zaboravil. Kaži mi, ja umram sa tvojето ime na usta. Kaži mi. Kaži mi! Imamo mnogo bitki. Sreća što si ostanul živ. To je zato što ja sam molim za tebe. Žena ti biti udila. Naslednikama. Ti si ti sakal svita djeca i si posljedno mnogo i si ga čuval kao svojih. Sakal ja sam biti prva da ti se zahvalnaš na večnu ljubav. Mnogo ste se sakali, ama slušam, дека ste se razbili u nekoj avgusti, od toga što ustavno si sam.
Само што тоа сам кога те запозна, тоа сам сега кога ќе ви се истина. Веќе никогаш нема да бидеш толку млад. А јас не можам да раѓам веќе. Стана татко на целата турска нација, ама никогаш не стана татко на моите деца. Ти си мојата најголема болка, ама и најголемата причина за тежината. Лично ќе те сакам и ќе те чекам. Ќе те чекам, Мустафа. Знам дека ќе се вратиш. Дека не си те заборам. Така би било судено. Затоаш нема да ти пишем од повеќе. Побарем, моето дело никој не го добре. Не така. Разочарана од животот, Елена Каринте се повлекува, а исто и татко му во меѓувреме умира и мајка и нејзина ја зема од Лерин за Битола. Во меѓувреме пак Мустафа Кемал ја добива титулата, како што реков претходно, Ататурк, односно татко на нацијата, но се уште не знае ништо, нити има некаква информација каде е Елена, дали е жива или умрена. Инаку тој беше голем љубител на јавање којни, сакаше да игра и пее на турски ора, па и валцеви, свиреше на виолина, сакал да игра шах и да плива, но и многу уживал да чита книги, да пишува дела и дневници, а како ученик бил одличен математичар. Како успешен политичар, а многу повеќе председател на Република Турција, кој не случајно е наречен Ататурк, односно таткото на турската нација, тој во своите говори речиси секогаш спомнувал: ние сме нација која ја сака слободата и за неа животот го дава. Иако ова отпочнал да го кажува и пред надворешните сили уште од 1921 година, пред да биде прокламирана Република Турција во 1923, но затоа пак во 1935 година исто така велел: културата е темелот на Република Турција, а гордоста, честа и човечноста кај една нација се можни само ако таа е слободна и независна. За сето ова е потребно и науката и технологијата, кои се вистинските патокази за цивилизација, животот и успехот за се во животот. Но да се вратиме кај Елена Каринте од Битола. Таа решила да му испрати писмо во кое ги искажува незините се срцевни чувства према Ататурк, кажувајќи му дека никогаш не се омажила, чекајќи го него, зашто тој бил прва и последна љубов која вечно ќе го сака. Се зборува дека пред смртта на Ататурк наводно Елена добивала чекови пари, а тој дошол еднаш во Битола на посета, но дали се виделе таква информација нема. Умира Ататурк на неговата 57 годишна возраст во 1938 година во Истанбул, а Елена на 80 годишна возраст. Да чуеме што Елена пишува во писмото према саканиот Мустафа Кемал Ататурк, кое писмо се чува во архивата на Македонија. До Кемал Ататурк. Некаде и некогаш. Поминаа толку години, а јас ете уште секој ден чекам абер од тебе. Ако некогаш го добиеш писмово, сети се. Види ги солзиве на хартија. Годините си врват. Овдека се зборува за тебе. Нешто се случува. Ако ги читаш овие редови додека љубиш некоја друга жена, искини го писмово и праша ја неа дали верува дека некоја си Елени Каринте од Битола го поарчила цел живот за еден човек со кого била само еден ден. Ако ја љубиш неа,
како што јас те љубам тебе, не и кажувај ништо. Нека биде среќна, ако си и ти. Ако пак уште ја памтиш девојката од балконот и не љубиш друга, знај дека те чекам. Ке те чекам секој ден, цел живот. Знам дека ќе се вратиш, дека не си заборавил. Татко ми умре, има веќе цела година. Оној ден кога ме грабна од тебе ме заклучи дома. Не ме пушти цел месец. Не плачев. Знаев дека џабе се сите катанци и затвори. Човекот со кого што тој сакаше да се земам го видов само еднаш. Ме праша дали некогаш ќе можам да го љубам. Му реков не. Си го љубам првото лице. Повеќе не го видов. Татко ми никогаш не ми прости. Ни јас нема. Неколку дена пред да умре ме викна кај се да рече: знам дека сгрешив, Елени, знам дека никогаш не бев добар татко. Не барам да ми простиш, не барај ни ти. Бог нека ни прости на двајцата. Сакав најдобро, а ти направив најлошо. Татко ми не беше лош човек. Не сум веќе млада и љубава како тогаш. Цел живот во еден ден. Вечно те сака и секогаш ке те чека вечно твоја. Елени Каринте. Инаку Мустафа Кемал Ататурк покрај Република Турција најмногу од сите држави во светот си ја сакаше неговата родна татковина, татковината на неговите родители, дедовци и баби, а тоа е Македонија, кој посакуваше и Македонија да биде автономна, независна држава, како најстара на Балканот и во Европа, зашто тоа и го заслужила, рекол тој. Да ви презентирам и други негови изјави и мисли. Целосната независност е можна само со економска независност, а суверенитетот апсолутно е безусловно, му припаѓа на народот, а треба сите да бидеме трудолюбиви. Но бидете внимателни. Нациите без национален идентитет стануваат плен на другите нации. Кемал Ататурк со восхит кажуваше: среќен сум затоа што сум успешен. Меѓутоа, најжално беше што последните години од неговиот живот, а посебно кога се разболе, јавно велеше: Републико Турцијо, дадов се од себе и успеам да направам се што е најможно за мојата турска нација, но не дадов и не успеав да дадам моје поколение, моје дете, кој ќе го продолжи мојот пат без разлика на каква функција ќе биде. Поаѓајќи, почитувани слушатели, од големата љубов на Ататурк и Елена, ми дадојат и инспирација да напишам песна, поезија деновиве, посветувајќи за двајцата нив. Еве, да ја чуеме што сум напишала. Се сретна нашите погледи. Еден на балконот од куќата, а другиот поширок сукак. Твоите очи се врежа врз моето срце. Тој ден се отворија рајските порти за двајцата нас. Секој миг ми беше предолг, додека повторно пак те видам, иако и со твоето отсуство ти беше секогаш со мене.
Ги затворам моите очи, го гледам Твојот лик, а мојата уста го зборува само Твоето име. Боже, прости ми, јас не те заборавив, но мојата љубов сега е посилна од се, дури и од верата што ја имам. Ох, моја љубов, сакам дењи да те гледам, да бидеш со мене покрај мене, а ноќта сонот со тебе да го имам. За Велик ден беше. Двајцата влюбени како два бели гулаба, само што се споивме, за час се разделивме. Да, само за еден ден бевме прегрнати и со бакнежи, а после се одделивме, иако срцата наши тоа не го сакаа. Срцата со мислите патуваа со љубовта наша, но ти на една, а јас на друга страна, иако не можевме еден без друг. Уште сме со истата мисла, со истата меѓусебна љубов, со истото чувство. Ти си сега далеку, далеку од мене. Живеам, колку да се каже дека живеам. Дојди, види ме, дојди, бакни ме, дојди зашто двајцата докорен сме она што сме. Од срцето на двајцата нас истите два конца се парат, едниот црвен, а другиот црн, зашто љубовта наша ја поклопи темнината. Живеам за тебе, копнеам само за тебе. Денес, утре, в година и онолку години колку што ми одредила судбината во осаменост и тага да живеам. Но желбата и молбата моја према Господа е: ако не се зедовме на земјава, на овој свет, барем да се земеме и да бидеме заедно секогаш на тој свет, горе на небото. Поминаа толку години, а јас се уште, секој ден чекам авер од тебе. Ако некогаш го добиеш ова писмо, сети се и види ги солзите на картијата. Беше една љубов наелени од битола, широк сокак песна плеса меракот на шупата. Широк сокак песна плеса меракот на шупата. Ова песна нека стигне дури до Стамбола, за љубовта тајна, љубов на Елени. Ова песна нека стигне дури до Стамбола, за љубовта тајна, љубов на Елени. Мина време, писмо пиши, лична мома, солзи рони. И со солзи писмо топи за меракот. И со солзи писмо топи за меракот.
Stambola. Za ljubovta tajna, ljubov na Eleni. Ova pesna neka stigne duri do Stambola. Za ljubovta tajna, ljubov na Eleni. Za sevdata što ja ima, za toj paša, Kemal Paša. Za libeto što go ljubi, za ljubov ta Stambola. Za libeto što go ljubi, za ljubov ta Stambola. Ova pesna neka stigne duri do Stambola. Za ljubov ta tajna, ljubov na Eleni. Ova pesna neka stigne duri do Stambola. Za ljubov ta tajna, ljubov na Eleni. Za ljubov ta tajna, ljubov na Eleni. Пред самиот крај на нашата вечерешна програма да спомнам уште еднаш дека женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Ирина Карулас и ова година се погрижи да го одбележи меѓународниот ден на жената 8 март, но овој пат на 9 март, сабота со почеток од 6 часот навечер со банкет и песна и веселба, како и богата вечера која чини само $65. Вечерта ќе разубави познатиот солист од Македонија Ташко Карамфиловски со оркестарот Evergreen. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451 или до Ирена Карулас на 416-560-2149. Но не заборавете дека секој четврток во Свети Климент Охридски пензионерското друштво го дава ручекот, а во црквата Света Недела Одејџек секој вторник. Повелете на заедничко дружење со пензионерите во, како што реков, во црквата Свети Климент Охридски во четврток, а во Света Недела во вторник. И ете како што гледате, полека пак се наближуваат и последните минути од ова наше вечерашно издание. Пред се да кажам на 23 уште еднаш дека на 23 февруари е празникот Свети Харалампие. Нека е честит денот и повелете во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба, а јас благодарики ви што и вечерва бевте со нас. Слушајте ни идната недела од 6 часот навечер на брновата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот на Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.